Со набавката на 50 електрични автобуси кои како мерка на ВМРО-ДПМН ги најави председателот на партијата Никола Груевски за градот Скопје ќе значат 0% загадување и дополнителна комоција и можност за превоз на граѓаните. Со тоа Скопје ќе се вброи во светските метрополи кои веќе користат ваков вид на превоз. Во главните градови на Јапонија, Кина, Канада, Италија, Англија, Франција, ваквите автобуси се веќе во употреба. Тие дополнително ја намалуваат бучавата во градот, а се добива ефект на бучниот трамвај и тоа дополнителните трошоци за изградба на инфраструктура и застој во сообраќајот поради поставување на шини. Започнаа првите иницијални разговори за набавка на нови 50 целосно електрични автобуси. Односно, 20 големи автобуси, оние дводелни, со армоника зглоб на средината и во кои ќе може да влезат 150 патника, 150 места за седење, со дизајн на трамвај и 30 минибуси. Светските искуства покажуваат дека само во Кина годишно во употреба се ставаат 40.000 електрични автобуси во градовите каде има проблем со загадувањето. Во Париз пак цела автобуска линија е со ваков тип на автобуси, а во Лондон има 50 автобуси на 2 линии. Електричните автобуси доминираат и во градскиот превоз на Стокхолм. Во соседна Србија има најава за 5 вакви автобуси во белградскиот јавен сообраќај.